Неколку километри од Белград под општината Панчево е селото Јабука, населено место со околу 6000 жители. Овде е сконцентриран најголем процент од македонското национално малцинство во Србија. Околу 2000 жители на селото се етнички македонци, имаат свое училиште и активно се вклучени во општествените процеси на Србија. Моите се дојдени од струшките села и то за време као колонизација кога беше 46 година. Сега е Јас сум овде роден и мислам да многу лепих моменти и во бивша Југославија, а и сега се надам да ќе биде така. Македонците во Србија се интегративен дел од српското општество. Со новиот закон кој е во подготовка во српските државни институции, македонското малцинство ќе добие зајакнати позиции. Сите они области кои се круцијални за едно малцинство, заштита на традицијата, историјата, уметноста се покриени со законите на Република Србија. Овие денови во парламентарна постапка е законот за избор и овластување на националните совети, со кој закон кој ќе го изгласат националните совети практично ќе станат соодветен партнер на државата на сите овие полиња. Премиерот Никола Груевски е принуден днешната посета на Србија покрена иницијатива за отварање на македонски културен центар во Белград, за на тој начин да можат македонците во Србија поинтензивно да ги негуваат своите културни традиции. Македонците во Јабука издействувале дозвола за отварање слободна економска зона и сега очекуваат од македонските бизнисмени кога инвестираат во Србија да се определуваат за Јабука и на тој начин да овозможат развој на селото. Прво, добро е што тука сте одлучиле во Јабука да се отвори таква индустријска зона, затоа што тоа е предуслов за било што. Второ, тоа треба добро да се искомуницира и со македонските компании. Тие не знаат, јас не знаев до сега, да не дојде. Тука немаше да дознам дека се отвара таква индустријска зона. И јас претпоставувам дека секогаш кога некој од нив ќе одлучи своето производство да го прошири надвор од Македонија и конкретно овдека во Србија, дека сврсто верувам дека ќе одберат токму Јабука за своја дестинација, затоа што ќе најдат луѓе кои што навистина се многу блиски до нив и со кои што може да работат, да им помогнат, да се работат. Груевски од жителите на Јабука беше дочекан на традиционален македонски начин. Премиерот им пренесе дека од следните парламентарни избори и тие како дел од диаспората ќе можат да учествуваат во креирањето на политичката слика во Македонија.